Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Денес се наоѓаме во теренска посета во име на вистината за изградба на автопатот Кичево-Охрид. Во овој краток период, откога сум министер за транспорт и врски, направивме првична анализа за состојбата и проблемите кои ги затекнавме кај овој проект. Подсетувам и дека пред 3 дена специјалното јавно обвинителство покрена обвиненија кои се однесуваат на изградба на овој автопат. Заради лошото планирање и лошата изведба, еден од најголемите проблеми кај земјаните траси е појавата на слечишта, лизгање на земјиштета, односно поместување на страничните делови на патот и затрупување на делницата. Ова појава е најдрастична на патот Кичево пресека, односно 12 до 18 км. Причина за ова е изборот на несоодветна траса, како што нема извршено геолошко бушење на теренот и нема ревизија на проектот. Не се направени или се направени минимални геотехнички и геомеханички испитувања на земјиштето. Цели 13 месеци решение нема, а целата опрема е на траса. За најдобро да ме разберете, јавноста за направените штети, ќе го додадам примерот со тунелот кој се наоѓа на 500 метри од тука. Првично проектираната вредност на тунелот е 29 828 637 милиони евра. Поради недостатоци во проектот од аспект на недоволно геотехнички истражни работи во фазата на изведба, се врши промена на заштитната облога на тунелот во најтешка категорија, со што вредноста на тунелот се искачува на вртоглави 88 930 милиони евра, односно повеќе од двојно. Доколку проектот на тунелот се базирал на реални геолошки состојби, ќе се констатирало дека чинењето би било прескапо и би можело да се бараат соодветни други поиздржани решенија, како што се измена на трасата, подигање на нивелата и слично. Поради недостатоци на проектот, дополнително е проектиран уште еден тунел со должина од 350 метра. Од одговорните за надзор се побарани решение и предлагано е да се измени проектот со проширување на ископот, односно со зголемување на ископот на земјаните работи. Но решенијата се одлага, а ваквото неодговорно работење предизвикува минимум дополнителен трошок од над 120 милиони евра. Тоа се пари на граѓаните, трошок кој го предизвика неодговорното и расипничко владење на ВМРО ДПМН. Новата влада, уште во првите 30 дена од својот мандат, започна со анализа на затекнатите состојби и работи на изнаоѓање на решенија. Се снима досегашното работење од земјаните работи и бетонските работи како нулта позиција и се прави анализа на сторените негативни дејства со цените на позициите. Во моментов се разгледуваат опциите за дислокација на енергетските и телекомуникацијските и решавањето на имотно-правните работи како предуслов за изработка на реална остварлива програма и работа на терен тука. Состојбата со овој автопат е типичен пример олицетворение начинот на кој функционирала владата на Никола Груевски. Тоа се проекти кои започнуваат со една проектирана цена, а завршуваат со низ анекси кои значително ја покачуваат цената, а резултираат со катастрофални грешки во изведбата и ненаменско трошење на парите на граѓаните. Од тука ви ветувам дека секој нареден инфраструктурен проект кој ќе биде реализиран од новата влада, ќе биде заснован на сеопфатна анализа, квалитетни проекти, домаќинско трошење на средствата и детално информирање на граѓаните.